Вонредна ревизија на работењето е извршена во Основното училиште Никола Карев во Кочани по барање на ВД градоначалникот Венко Крстевски. Вонредниот ревизорски извештај утврди низа нерегуларности и злоупотреби, велат од општина Кочани. Во него стои дека директорот на училиштето свесно предизвикувал злоупотреба на критериумот за распределба на блок дотациите и свесно создал долгови, најчесто спрема комуналното јавно предпријатие Водовод. Доколку директорот правилно ги распределувал фиксните трошоци, самото училиште ќе било со значително помали обврски спрема јавното предпријатие Водовод. Навремено ќе биле сервисирани обврските и немало да дојде до блокада на сметката на училиштето, што го загрозува нормалното функционирање. На сметка на овие трошоци, директорот секоја година ја зголемувал ставката договорни услуги, исклучува договор на дело со повеќе физички лица за кои требало да се спроведат јавни набавки. Велат од општина Кочани согласно ревизорскиот извештај. Поради констатираното несовесно работење и блокирање на сметката на училиштето, Крстевски ќе побара од училишниот одбор престанок на мандатот на директорот на Основното училиште Никола Карев. Ревизорскиот извештај ќе го испрати до Министерството за образование и Државниот просветен инспекторат, а како информација ќе се најде и пред Советот на општина Кочани. На ова одговори директорот на Основното училиште Никола Карев Александар Андов. Вели дека ова е втор вонреден надзор за помалку од 2 месеци и извештајот е променет за само 40 дена. По само неполн месец и половина истиот ревизор врши повторен вонреден надзор и половина од извештајот го повторува, но под силен притисок на ВД градоначалникот да ставува друг извештај со игра на зборови за да се покаже дека директорот на Основното училиште Никола Карев од Кочани имал одредени неправилности во работењето и користи нотарни лаги и измислици, бидејќи училиштето е дадено на извршител за долг до 30 јуни 2022 година, кога има друг директор на училиштето, а не сегашниот. Дека не биле давани средства за плаќање на сметки кон комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани, а ние не сме ги подмирувале, вистината е дека општина Кочани секоја година ни доставува буџетска рамка во која ние мора да се вклопиме, а не буџет кој е реално потребен на училиштата и слично. За сето ова имаме поднесено приговор на вториот извештај, кој чудно се промени за 40 дена од претходниот, стои во демантот на директорот. Од училиштето велат дека се работи честно и транспарентно.